Овие што ги напаѓаат студентиве, пратам студентиве секој ден. За Белград збориш, така? Едни фини деца, едни васпитани деца, една таква демонстрација на солидарност, на емпатија. Просто работи некои цивилизацијски вредности што човек помислил дека на Балканот се закопани под земја. И сега излегуваат ова обоени револуции и тоа е као црн ѓавол. Че се разбереме прво. Кај се случуваат обоени револуции? Се случували у Шведска. Тие обоени револуции се случуваат на места каде што постојат авторитарни режими, режими кои не толерираат различност, го партизираат целото општество, кои ги партизираат институциите, кои не водат грижа за никого. Таму се случува. И се што е проблем кога луѓе ќе се побунат против тој тип на систем. Тие народи кои ги прават тие бунтови покажуваат една цивилизацијска виталност. Проблемот е злоупотребата од странски држави за остварување на своји стратешки интереси на револтот на граѓаните. Да. Вучич и сите негови мегафони ја викаат тоа да е обоена револуција. Кој е странскиот интерес? Странскиот интерес очигледно е загрозен. И ако ова успее и Србија стане едно пристојно општество, што не знаеме, бидејќи стварно не знаеме што овие процеси што ќе изродат. Но ако србите успеат да го консолидираат на начин кој е цивилизацијски и демократски, Европска унија ќе биде закопана. Целиот нејзин кредибилитет дефинитивно ќе биде срушен ако они останат на оваа позиција као Вучич си го држиме, а студентите успеат. Европска унија, па и Америка се готови.